Во пресрет на Суперкупот, скопските хотели ги качија цените за 10 пати повеќе. Нереално високи суми за ноќевање и кај приватното сместување. На нешто помалку од еден месец, Скопје е домаќин на најголемиот спортски настан, Суперкупот, помеѓу европските ривали Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Скопје се подготвува да се представи во најдобро можно светло на 8 август, бидејќи се очекуваат повеќе од 10.000 посетители. До хотелерите и до оние кои издаваат приватно сместување постојано пристигнуваат апели да ги намалат енормно скапите цени. На најпознатиот сајт за таа намена booking.com, хотелите во главниот град на Македонија за периодот од 7 до 9 август цените се нереални. За 2 ноќевања во главниот град минималната цена за сместување во некој од хотелите изнесува од 1000 евра па се до 6000 евра, а додека пак за издавање на апартман од приватно сместување изнесува и до 3000 евра. И градоначалникот на град Скопје Коце Трановски апелираше дека цените се превисоки и тоа негативно ќе се одрази врз репутацијата на градот. Според него можно е посетителите да ги откажат веќе закажаните сместувања и да најдат сместување во поблиските градови до Скопје. Јас им апелирам до сите хотелиери и до сите угостителски објекти да не претеруваат со цените, цените да бидат во некоја нормала, преди тоа што да не ни се случи обратното, да гостите кои што треба да дојдат во Скопје, да испадне да не спијат во Скопје, туку да спијат во некој од блиските градови или подалечните градови, а да дојдат само тука за надпреварот. Со тоа нема ако спијат во другите градови, во тој случај нема да влезуваат во нашите продавници, во нашите угостителски објекти, хотелите ќе изгубат. Значи, овој момент не треба да се испушти, туку напротив, треба да биде доста коректно, треба да биде во нормала. Од град Скопје соопштија дека јавните предпријатија започнаа со интензивна работа во пресрет на Суперкупот. Екипите на јавното предпријатие Паркови и Зеленило работат на просторот околу градскиот парк и централното градско подрачје, чистење и одржување на кеот на реката Вардар, како и одржување и поставување на нова урбана опрема во вид на клупи и корпи за отпадоци. И јавното предпријатие Комунална хигиена започна интензивно да работи на чистење и одржување на хигиената со механизација. Се чистеше просторот околу арената Филип II и централното градско подрачје.